Повисоки плати од утре. Не сме ви робови 7 дена во неделата. Се да застане за работникот да обстане. Ова беа пораките од работниците кои во организација на Сојузот на синдикати на Македонија излегоа на првомајски протест и ги поставија нивните барања на улица. Пред се, да се врати достоинството на работникот, линеарно зголемување на платите и во јавниот и во приватниот сектор и повлекување на иницијативата од Уставен суд за да се стопира законот за неделен неработен ден. Ќе ви предложиме линеарно зголемување на платите од 2806 денара од хигиеничар до председател на владата. Затоа тоа да се случи уште ден побрзо, бидејќи економската криза не изеде. Исто така да ве предупредиме да повлечете престапката за неделен неработен ден. Пред владата синдикалците јасно и гласно ги поставија нивните барања. Велат, немаат веќе трпение за тоа што властите немаат слух за нивните барања и побараа истите итно да бидат процесуирани. Бараме од владата подпишување на општиот колективен договор за јавен сектор, во кој ќе биде регулирано зголемувањето на платите, како и враќање на изгубеното право на К15. Истото го бараме и за Организацијата на работодавачи за приватниот сектор. Незадоволни сме и сакаме повисоки плати, скалесто согласување на платите со порастот на минималната плата, намалување на сиромаштијата. Сакаме поголем број одржливи работни места, пристојна работа, здрави и безбедни услови за работа, социјална сигурност. Бараме наше активно учество во креирање на националните политики и стратегии по пат на социјален диалог. На маршот се појавија вице-премиерот за економски прашања и министерката за труд и социјална политика, кои покрај честитки за денот на трудот и ветувања дека ќе ги разгледаат нивните барања, овој 1 мај се наканија да ги поканат на средба представниците на ССМ во владата. Ние велиме како влада дека човечкиот капитал е пред се, ние немаме други богатства, вие сте нашето богатство и затоа ќе направиме се за да било кој работник, независно дали во приватниот или во јавниот сектор, ќе биде достоинствено платено за тоа кој што го дава. Ветувам дека заедно ќе ја продолжиме борбата за подобри работни услови, за унапредување на работничките права, за достојни работни услови на работникот и за поголеми плати на секој од нас. Судејќи по скромното соопштение од влада кое го добивме по неколку минутната средба, синдикалците и овој 1 мај се отидоа дома со ветувања. Според влада, на средбата се разговарало за сите прашања кои се во насока на работничките права, секако со ветување дека ќе продолжат борбата за работничките права.